Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Магазин. Тим на телевизија Мега присуствуваше на промоција на првиот деби албум на диџејот Александар Видиновски под наслов Скопските патерни. Видиновски преку овој албум се обиде да направи една музичка ретроспектива на своите 19 години работи како диџеј. Подетално во продолжение. Александар Видиновски, својата 19 годишна работа како диџеј се одлучи да одбележи со издавање на својот деби албум Скопските патерни, кој има за цел да не прошета низ скопските клубови и места на кои повеќето или помалку се сеќаваат и да ни пренесат една емотивна порака. Не случајно и самите траки се именувани како The Club, Metropol, МНТ, Капан, Ан, Сектор. Според самиот Видиновски, идејата на албумот не е да направи модерно издание кое ќе ја представува музиката каква што е денес, туку да се обиде да направи една кратка музичка ретроспектива на своите 19 години работа како диџеј и местата кои носеле посебна емоција во одредено време. Неговиот деби албум нема намера да кореспондира со најактуелните токови на електронската музика, туку повеќе да комуницира на емоционално ниво со слушателот. Ова е практично мојот прв соло албум, го работев околу 6 до 7 месеци. И убаво кажа Скопските патерни, пошто не знам дали ги видовте имињата на песните, евете 4 дам седе. По принцип, ова се имињата на песните се некои клубови во Скопје што функционирале од 90-тите години па до 2000-та година. Места каде што јас како многу млад на 16-17 години сум пуштал музика и секој клуб оставил посебна емоција кај мене и беше предизвикан концепт да направам албум каде што преку секоја песна ќе ја пробам да ја пренесам таа музичка емоција која што сум ја чувствувал кога сум бил тоа време. Видиновски како диџеј работи уште од 1996 година и вели дека покрај новинарството, кое што му е прва голема љубов, диџејството и продукцијата се неговата втора голема љубов. Практично сум пораснал во сите тие скопски клубови. Диџејството и продукцијата е мојата втора голема љубов после новинарството. Но ете, мислам, не знам колку се запознаени, дека имаме претходно правено албуми како Скопското дуо Sound Diffusion, имаме свирено настапи во живо не само Македонија, практично низ цела Европа, меѓутоа ова е мој прв соло албум и искрено нака релативно сум задоволен на тоа како излезе на крај.
Видиновски позади себе има над 30 изданија за светски етаблирани издавачки куќи и важи за исклучително голем љубител на плочи. Од 2012 година работи на своји соло материјали, а се јавува и како дел од издавачката куќа Аргументо и собствената 778 фреквенции. Многу сум задоволен. Искрено ова не сум издаден за PMG Recording, што е една македонски бренд за лейбл, можеби единствениот македонски лейбл што издава современа македонска електронска музика. Ја имам и своји издавачки куќи, имам над 30 изданија, меѓутоа секогаш сум се концентрирал за пазарот во странство, нели. Ова практично го направив за нашата домашна публика, многу е локален албумот и добив еден по-инаков фидбек или некоја поинаква енергија од таа што сум ја добивал од странство. Многу е слушан, на SoundCloud супер помина, CD-то се продава нели во CD продавниците за музика, искрено не сум прашал како иде продажбата, меѓутоа не е ни толку важно, имајќи го предвид дека концептот со издавачот не беше да направиме промоции не само од Скопје, туку и во други градови и албумот да се дели бесплатно. Меѓутоа, почнувајќи од 21, мислам тоа е вторник, ќе биде достапен и за слушателите у светове, условно кажано, че ќе се појави на сите оние онлайн музички платформи како, не знам, Beatport, iTunes, практично сегде, така што, пошто имам сигурно луѓе што сакаат да ја слушаат музика во странство, претпоставувам или си ласкав, али вајде има 50-60 души сигурно, така што ќе можат и тие да си ја преслушаат и да си ја купат. Почитувани, како што знаете и веќе неколку пати информиравме токму во емисијата Магазин, пред скоро време започна едно ново музичко патување под наслов Етносфера, нов музички состав кој што е составен од навистина познати и врвни македонски музичари и уметници. Пред скоро време тие ја издадоа својата прва песна Копнеш, а после тоа следуваше и песната Етно Вија Бајро заедно во соработка со познатиот трубач Џамбо Агушев. Во продолжение директно од композиторот и творец на Етносфера, би рекла Никола Мицевски, да слушнеме како токму овој музички состав најде кај самата публика, какви се нивните реакции, но од друга страна да слушнеме на што работат во моментов. Македонската традиционална музика и мелос неодамна доби нова поинаква современа димензија, едно ново музичко патување наречено Етносфера. Овој нов музички состав составен од врвни истакнати македонски музичари, односно од врвните македонски музички уметници Благоја Трајковски, кој е еден од најдобрите кларинетисти во Македонија, и Никола Мицевски, еден од најдобрите композитори, заедно со Владимир Крстев, Зоран Костадиновски, Тони Цветановски, Павле Јаневски, Зоран Ристевски, Озо и Зоран Конга Јагоридовски. Идејата на членовите на составот е на оригинален начин да создадат инструментална и вокална инструментална македонска музика, која ќе ги содржи сите примеси на нашата традиција. Музички состав, иако неодамна се промовираше на македонската сцена, со своите два сингла Копнеш и Етно Вија Бајро, кои се темелат врз македонскиот и балкански фолклор и традиција, а кои се комплетно авторско дело на познатиот композитор Никола Мицевски, предизвикаа одлични реакции кај публиката.
почеток е овие 2-3 месеци колку што има од нели првиот сингл би рекол, Копнеш. Имаме одлична реакција, позитивна. Имаме одлична публика, многу бројна. И тоа е еден голем дополнителен мотив за нас за работа. Продолжуваме во исто темпо. Снимивме 2 видеозаписи за релативно краток период. Многу амбициозно влеговме и продолжуваме во истото темпо, така да сега април, мај месец најдосна ќе биде следниот сингл. Исто така со видеоспот, таков ни е планот целиот албум да има видеозаписи. За да сето тоа кон крајот на годината го заокружиме со еден албум и да го вака да го прославиме со концерти во, се разбира, во Битола, па ќе видиме понатаму. Од Етносфера истакнуваа дека вториот сингл Етно Вија Бајро воедно е најава за уште многу изненадувања кои што треба да се случат по 2017 година, односно соработка со врвни музичари од земјава и странство, како и комплетно авторски музички материјал кој ќе остави трага во македонската музичка историја. За истиот генерално ќе биде задолжен познатиот композитор Никола Мицевски, додека сите останати членови ќе имаат свој значаен придонес. Етносфера е отворена формација, би рекол, така да ќе имаме многу гости, наши блиски соработници. Секоја номера ќе има по некој гостин и во тоа и ќе биде, да кажем, интересна приказката и многу шарено лика. Така да следно џамбо сигурно нема да биде, доста му е. Па не го измачиме, во друга прилика се разбира, да. Ајде ќе те наврата малку на Копнеш и на Етно Вија Бајро, тие се комплетно твое авторско. Да, да, мое. Добро се разбира, секој од членовите на Етносфера дава свој придонес во изведба, со самата своја изведба. Дава нешто свое, нешто авторско би рекол. Кога се работи во бенд, се работи како екипа, се размислува како екипа, така да основата е поставувана, се разбира. И јас, меѓутоа, пак како што кажав, секој си има свој удел во целата работа. Ти благодарам и многу успехи во идеја. Благодарам и вас. Во исчекување на ново дело од Етносфера, уживајте во композицијата Етно Вија Бајро, која представува продолжение на нивната етноприказна, создавајќи нова музика која се темели врз македонскиот и балканскиот фолклор и традиција. И со денешните информации сверувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Се разбира, ве поканувам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидувања.